Vardare mi kaži, koliko li kriješ tajni, na ľudje prikazni, tajni olovni, na dno zaboraveni. Moji Vardare, kaži mi, kaži Vardare, koliko li kriješ vo sebe, istini nekažani. Kaži mi, kaži Vardare, te molam, kaži Vardare, sovekovi, koliko li solzi kriješ ti, koliko li solzi kriješ ti. Nikoj nema binova baš, to je igrač. Može neko drugi se krivi, nema blaga. Nikoj nema binova vas, to što zname da igrate bez pasa. A on Vardar je bio prva liga! Добар ден, среќен ден од автокоманда. Тука сме со Вардар, нашиот Вардар. Прво пролетно коло, втората македонска фудбалска лига. Вардар себе на стадионот автокоманда во Скопје. Тргнуваме со Вардар кон нашата цел пласма во првата лига. Дојдеме да дадеме подршка, да видиме каде сме, што сме. И со Господ напред ги очекуваме првите 3 бода и еден убав залет, еден убав мотив за овие млади момчиња и за нашиот Вардар да се врати таму каде што му припаѓа. И треба да ни се помогне и треба Македонија малце да се свести. Со Господ напред кон првата лига. Фала. Вардаровата приказна на патот кон првата лига во рамките на петата димензија во спортот по продукција на скок продолжува и овде во Велес. Денес сме овде, четврто пролетно коло, Вардар гостува и ќе игра против Борец. Го следиме Вардар, го поддржуваме и полека одиме кон првата лига.
Вардар Караурман 4-1, полувреме 2-1. Убава игра на вардарците, убедлива победа со поделени голови, 3 во првото и 2 во второто полувреме и со новите 3 бода апсолутно зацврстување на врвот на второлигашката табела со 2 бода предност пред конкурентите. Прашањето не се поставува дали Вардар ќе влезе во прва лига. Прашањето е дали Вардар треба да му се помогне финансиски со одреден потек. Понекогаш кога ќе се случише да затае јужната трибина, од таму е излезен и слоганот "Јави се јужна" од запад, кај што се вардаровите комити, најогнените навивачи на кои Вардар им е длабоко во крвта, па да не речеме од источната трибина, од северната, доваѓаше хукот или повикот "Јави се јужна". Ете, од таму доаѓа тој и тоа е дел од Вардаровата историја. Зборуваме за Вардар, зборуваме за отвореното писмо на сегашнава Вардарова генерација која мака мачи како да игра фудбал, перејќи ги дома дресовите, организирајќи го сама превозот и храната по рестораните ја бара како помош на оние кои се уште го сакаат Вардар. Во име на тоа е емисијата и подршката на Вардар. А многумина кога ја промовирам ова мое размислување на поблиските пријатели ми викаат: "Што потоа, Мјелчо? Еве Вардар ќе влезе, овие деца се добри. Што правиме потоа? Каде се парите? Каде е спонзорот? Каде е таа структура која треба Вардар да го врати тамо каде што бил во минатиот век?" Е, да ви кажам, направете го ова за Вардар, за сите вардарци кои се на овој смет и кои се горе на небото, за сите кои го сакале Вардар. Внесете го Вардар во прва лига, а потоа закачете ги вашите скинати копачки, вашите неисправни дресови и целата опрема на оградата на стадионот, на јужната трибина. Направете таа историска слика и не играјте веќе, ако некој не сака да го стави прстот на челото и да го реши овој проблем за Вардар. Меѓутоа, стегнете заби, издржете и, ако можете, а знам дека можете, играјте за историјата на Вардар. Да останат вашите имиња запишани во оваа богата историја како фудбалери, како стручен штаб, како навивачи комити кои го влеле Вардар во првата лига без пари и со неисправна опрема и со скинати копачки. Вардар Саса 3:0, полувреме 1:0. Нова победа, нов успех и нема провапуска шега кога се опрашање вардарците, овие млади фудбалери, овие Вардарови бисери, ова генерација која пишува нова историја на фудбалскиот клуб и нема шега со Вардаровите навивачи, со комитите кои денеска дојдоа во нов декор, со една нова декорација и во нивни стил со бели кошули и црвено-црно срце и успеа да му помогнат на својот тим да стигне до новите 3 бода. Здрав, Мјелче. Како си гледаш? Добро сум. Много се радувам. И јас се радувам што ви гледам како не. Многу се гордеам што те знам. Одамна се знаеме. Така.
тоа Ние е. сме ратувале со тебе у Така, позитивно смисло. да, и што сме го било за кршеле, добро тоа. и сме го кршеле мразот Така. и сме ги ставиле темелите на македонскиот фудбал. Така е, Милче. Може секој да каже како сака првиот надпор во Словенија, тие бевме. Што бевме Тие таму. бевме борците. Така е. А, бер И тогаш Милче. немаше многу, ни дресови, ни пари, ни Немаше, премеш. немаше. Ама имавме многу играчи. Добар, многу фудбалери. А? Имаше. Така ако се навраќаш толку години назад, како ти доаѓа? Ако ми доаѓа, ми е страх инфаркт да не дојде. Да не те пашува. Па така е, Милче. Добро. Па ова што го гледам ја, ова не се среќава на друго место. И комитиви и други. Ние со Мики сме така да кажем се координираме и по приватна линија и по службена линија. Правиме се што можеме за Вардар. Да Од мојот дел, продолжи. знаеш, јас медиум се позивам. Тебе да не ти кажам, ти ме Да знаеш најдобро. продолжи да од пионерите. Не, ќе изгинем ако треба до крај. Не е тука застаната борба. Не. Не е застаната. Нема до крај. Нема откажување. Таков е фудбалот. Па ќе биде па уште тоа посладка. Скопје Вардар 0:3, полувреме 0:1. Осварен е сонот. Вардар е во првата лига. По 2 сезони црвено-црните се враќаат во елитното фудбалско друштво. Овде на стадионот во Кавадарци, во една убедлива игра, во една доминантна игра, вардарците го победија Скопје, постигнаа 3 гола, не примија уште еден. И со тоа го остварија не само нивниот сон, овие млади момчиња кои крварат цела првата сезона, тука го остварија сонот и на огромната црвено-црна Вардарова армија, која е овој пат, како и преку целиот пролетен дел, почнувајќи од дуелот со Арсими на автокоманда, па се до ден денес до овој бараш надпревар против Скопје овде на градскиот стадион во Кавадарци, беа верен придружник на Вардар. Цел живот, за сите неправди, за се што ни се случува се. Ова е тој триумф. Не е победа, него триумфално признавач. Затоа тука сега сите до Патари на Петровец, од Патари на Петровец на триумфална капија. Сите. И навистина ретко може да се види ваква инвазија на навивачи, ваква подршка, ваква лојалност, љубов кон клубот и навистина се добро организирано. Ќе повторам, за наши прилики камерата на Скоп е тука да го овековече ова. Секоја пофалба на организаторот. Сето ова покажува дека фудбалска Македонија може да организира, дека знаеме и умееме кога има публика. Ова е тоа што му треба на македонскиот фудбал. Вардар во елитата. Дарко Мицевски, капитенот на Вардар, рутинирано во негов стил во десниот долен лев агол ја пласираше топката. Голманот Алексовски на Работнички отиде, беше испратен на спортивната страна. Тоа беше гол за Вардар од пенал. Во свод 1:0, ерупција од воодушевување на трибината кај Вардаровите навивачи, посебно навивачката група Комити. По овој гол, стрелецот од пенал мораше да ја напушти играта заради ситна повреда која не успеа да ја заличи да остане во игра, а Вардар со направените измени, со инструкциите од Вардаровата клупа успеа до крај со навистина добри напори
да кажам, да го сочи во ова водство, да ги освои трите бодови и навистина да извојува исклучително вредна и голема победа против еден ривал како што е Работнички, кој на денешниот надпревар заслужи целата почит. Сена се 3 нови бода за Вардар, 1:0 како гостни Вардар го победи Работнички на стадионот Борис Трајковски во Маđари. Вардар Брера 1:0, полувреме 1:0. 3 големи, вредни и апсолутно заслужени бодови на вардарците кои носени на крилата на своите навивачи, на оваа публика која денес дојде на стадионот Борис Трајковски во Маđари, успеа да не речам да се надминат и самите себе со една прекрасна игра, со едно невидено залагање, со едно плетење на зелениот терен, да стигнат до вредна победа, која за жал е изразена само со единствен гол, чиј стрелец беше Азер Омерагик во 8-та минута. Ajde, Gliš, poleka, Gliš! Dare! Glišo, ajde, mogu! Daj, Gliš! Ne vodi Gliš, odmori se, mogu sajde! Пето за останато коло надпревар во Струга 3 Вардар 4:0, полувреме 0:0. Јалчи Доргутов, продукција Скок од фудбалскиот стадион на Каролина во Струга. Она што станува во сенка на она што се случуваше доле на зелената трева е навивачите на домашниот клуб кои во текот речиси на сите 90 минути фрла петарди на самиот терен и навистина по малку и чудно што навистина добриот судија Димитар Пелешков од Штип некако не најде за сходно во тие моменти да ја прекине играта. Тоа е сепак судиско видување, меѓутоа од надвор, од навивачки агол, од новинарски агол, од агол на публика, ова не личеше и не со одвестува на регуларните услови до кои треба да се игра. Настрана фрлените бакли внатре во теренот од навивачите на домашниот Шкупи, за кои веројатно домакините ќе сносат санкции од Фудбалската федерација на Македонија. А да, завршиме и таму кај што почнавме. Борбата за опстанок, она што комитите им го порачуваат на фудбалерите, она што го пеат во текот на 90 фудбалски минути и што го покажаа и овде во Ѓорче Петров, а она што го почнаа во средата против Струга 3:0 на стадионот на тренинг центарот Петар Милошевски, едноставно останува пораката. Одиме во борба за опстанок до крај со вас. Каде и да сте, и ние сме тука. Македонија, Ѓорче Петров, Вардар 0:1, полувреме 0:1, стрелец на единствениот гол Михајло Милосавиќ во 35-та минута. Камера си другото. Ова е Вардар. Ова е тоа што не може да заспи. И пораката што еднаш Вардар продолжува.
оваа борба продолжува за останок во првата лига, за останок на името, на традицијата, на клубот, на историјата, за овие публика за нас и за оние кои не се тука, а се со Вардар и кои треба почисто да бидат тука. Пролетта е пред нас. Вардар освои 3 големи бода со поддршка на публиката, со жестока борба на овој зелен, тежок за терен игали кала. Но останува едно мало петно, една мала горчина. Вториот дел од трибината беше празен денес, но овој решавачки натпревар за Вардар. Вардаровите навигачи треба и мора да се вратат со Вардар, да бидат тука со клубот, кога е најтешко, и во оваа песмарица, и во овие мачни тешки времиња, кога Вардар сепак остана и издржа со целата голгота, со сите перипетии. Вардар е тука во битката за борба за опстанок. Ништо не е завршено, доправа почнува пролетниот дел во кој ќе се кршат копјата и во кој Вардар ќе докаже дека е неуништив и дека е покрај сите проблеми што ги има, за кои ќе кажеме подетално во нашите емисии на нашиот YouTube канал. Вардар е вече 3 нови бода, 3 големи бода против Тиквеш и Вардар продолжува понатаму. Ovo ne može da se sluši i nema pari što može da ne kupa. Продолжува понатаму битката, борбата, војната, нема застанување. Oj, Vardare mi kaži, koliko li kriješ tajni, na luđe prikazni, tajni olovni, na dno zaboraveni. Moje Vardare, kaži mi